Повторно сме со најмладите членови на семејството Јаневи и со нивните другари. Андреј, Николина, Маја, Марко, Бојан и да не го заборавиме Бубу. Тие се енергетска математика нова генерација. Изминативе недели се дружевме со нашите енергетски ефикасни пријатели и заедно со нив научивме многу нови работи за штедењето на електрична енергија, особено за тоа како да ја штедиме надвор од домот. Да се потсетиме што научивме и да се потрудиме и понатаму да ги применуваме овие совети. Не оставај го фрижидерот отворен додека одбираш производ. Прво одбери, па потоа земи го и веднаш затвори го фрижидерот. Ако сите купувачи го применуваат овој совет, тоа е заштеда од 1080 киловат-часови годишно. Ако правиш голема забава, купи пластични чаши кои по употребата ќе ги рециклираш, за да не се троши електрична енергија на нивно миење. Ако супермаркетот е климатизиран, не задржувај се на влезот, за да не влегува топол воздух од надвор во лето, односно ладен во зима. Во просек, една клима со инсталирана моќност од 3 киловати троши 24 киловат-часови. Студенти и ученици, ако имате малку текст што треба да го ископирате, наместо да го користите фотокопирот, препишете го текстот. Или ако имате повеќе текст, копирајте го само тоа што ви е потребно од материјалот. Понекогаш проекторот е вклучен и за време на предавањата на кои нема презентација и не е потребен. Внимавај на тоа. Ако проекторот стои непотребно вклучен 10 часа, залудно ќе бидат потрошени 3 киловат-часови електрична енергија. Доколку училиштето или факултетот се ладат или се греат на струја, прозорците од училницата или од предавалната во текот на зимските месеци нека бидат затворени. Така се намалува губењето на топлината и се штеди енергија. Не оставај го мобилниот да се полни подолго отколку што е потребно. Штом се наполни батеријата, исклучи го. И во ресторанот има начини како да се заштеди непотребното трошење електрична енергија. Ако влезната врата не се затвори веднаш, се губи енергија и се намалува комфорот на гостите. Не нарачувај повеќе храна отколку што можеш да изедеш. За нејзино приготвување се троши електрична енергија, а ако храната се фрли, енергијата била залудно потрошена. Ако користиш електричен чајник за греење вода, наеднаш загреј вода за сите колеги, наместо еден по еден да греете помалку или да го фрлате остатокот од зовриената вода. Не користи повеќе чаши за вода или филџани за кафе или чај во текот на денот. Имај една чаша што ќе ја чуваш на твоето биро и ќе ја дополнуваш, за да не се троши непотребно енергија за нивно миење. Не принтај мејлови секогаш, туку само тоа што мораш. На тој начин се штеди и електрична енергија и со трошење помалку хартија се чува животната средина. Еве неколку совети како да заштедиш електрична енергија кога одиш во кафе-бар. Николина обично пие смути, Марко е љубител на еспресо, Бојан сака цеден сок, а Маја чај. Но Николина знае дека блендерот троши исто количество електрична енергија ако се направи едно смути и ако се направат одеднаш 4. Ако нарачуваш повторно вода или друг пијалак, побарај од келнерката да ти сипе во истата чаша, за да има помалку за миење. Некои луѓе мислат дека ако вклучат клима на 16 степени додека вежбаат, нема да им биде жешко. Кога вежбаш, телото се загрева и таа топлина ја чувствуваш без разлика колку е надворешната температура. Не само што е шок за телото и нездраво надворешната температура да е многу пониска, со тоа и непотребно се троши електрична енергија.
Исклучи ги сите телевизори во вежбалната пред справите што никој не ги користи. Тие залудно трошат 7 киловат-часови дневно. Кога престојуваш во хотел за време на појадокот, ако имаш шведска маса, користи ја истата чинија ако земаш уште јадење. Наместо за секое дотурање да употребуваш нов тањир и така не потребно да се мијат повеќе садови. На тој начин, за еден месец ќе се заштеди 75 киловат-часови. Во хотелите крпите се перат секој ден. Ако престојуваш подолго, користи ги истите крпи повеќе од еден ден, затоа што и така ќе бидат доволно чисти, а нема непотребно да се троши електрична енергија за нивно перење. Ако се перат секој трет ден наместо секој ден, ќе се заштеди 4 киловат-часови дневно или 120 киловат-часови месечно. Нема потреба да се оставаат светилките навечер додека спиеме. Се троши електрична енергија. Користете го и тајмерот на ТВ приемникот наместо да заспиете и да го оставите да работи цела ноќ. Добра ноќ на сите. Се гледаме следната сезона со нови совети за заштеда на електрична енергија. Во меѓувреме, останете енергетски ефикасни. Со примера на советите што ги видовме во оваа епизода, секој од нас индиректно влијае да има помалку емисии на јаглерод диоксид во атмосферата.